Унгарија стана дел од големото европско семејство во мај 2004 и од тогаш е една од земјите кои имаат најголема полза од фондовите на Унијата. 6,3% од своето богатство Унгарија го генерира од европските инвестиции. И кога станува збор за вложувањата во патната и културната инфраструктура или изградбата и модернизацијата на водоводи, повеќе од 95% од сите јавни инвестиции во Унгарија се кофинансирани од страна на Европската Унија. Буџетот на Европската Унија се фокусира на надминување на кризата со проекти кои им помагаат на малите и средни фирми да отворат нови работни места. Унгарската влада пак стартуваше проект под наслов "Млади, вратете се дома". Им обезбедува бесплатен лет и 320 евра месечно на сите кои ќе се вратат во Унгарија. Мерката дава резултати. Од април, кога стапи на сила, за неколку месеци во земјата се вратиле 800, главно млади унгарци. Во оваа епизода ЕУ карванот низ новите земји членки е стациониран во Печуј, на југот на Унгарија, град на уметноста и историјата, културна престолнина на Европа во 2010-та. Унгарија земја која плени на прв поглед. Термалните води се нејзина одлика, но и пиперките и саламите се нејзин заштитен знак. Земја со околу 9 милиони и 900 илјади жители. Најголемиот дел од нив разбирливо се унгарци, но впечатливо е што над 14% од популацијата е неопределена за својата етничка припадност. Од 1 мај 2004 е членка на Европската Унија. Тоа што веднаш паѓа во очи за Унгарија е максималната искористеност на парите од европските фондови, без малку 100%. Почетно, за појасна слика само. Лани земјата вложила 6,2 милиарди евра во проекти кои ги финансира Европската Унија. Иако во периодот 2007-2014 Унгарија од европските фондови абсорбирала 23 милиарди евра, во следниот период до 2021 ќе биде уште покомотна во подобрување на сите сегменти од општеството, бидејќи од Унијата ќе има на располагање 34 милиарди евра. Бруто домашниот производ на Унгарија изнесува 145 милиарди и 153 милиони евра. Најважни економски сектори се индустријата, големо и мало продажбата, исхраната, но и јавната администрација, одбраната, образованието, здравството и социјалната заштита. Интересен е проектот на унгарската влада кој им плаќа на младите унгарци кои мигрирале од земјата да се вратат во татковината. Покрај авионскиот билет кој го плаќа, на оние што решиле да се вратат, владата размислува и да им обезбеди и месечен надомест од 320 евра. Иако ве оптеретив со позитивни бројки за Унгарија, за неа во еден прилог е малку се да се каже. Таа е земја на нобеловци и врвни музичари, родното место на Рубиковата коцка, но и на далеку познатиот гулаш. Архитектурата е посебен момент кој ве остава подзинати додека патувате и разгледувате по унгарските градови. Прва станица на европскиот караван е Печуј. Само на прв поглед ќе помислите дека станува збор за мал град со 170.000 жители. Но градот едноставно плени со својата убавина или што би рекол нашиот снимател, ако Печуј е преубав, каква ли е Будимпешта? Во 2007 бил трет, а во 2008 втор град прогласен за најподнослив за живење, во категоријата до 200.000 жители. Печуј заедно со Истанбул и Есен во 2010 бил европска престолнина на културата. За да се постигне оваа цел, со европски пари биле реализирани 5 големи инвестициски проекти кои чинеле околу 120 милиони евра. Тие биле надополнети со огромен број на културни активности или конкретно, градот како европска престолнина на културата понудил 5000 настани. Ова го зголемил и туристичкиот интерес за градот. 2010-та била златна можност за напредување на туризмот и економската активност во Печуј. Бројките се импресивни. Туристичките посети се зголемиле за над 25%, а во пораст бил и бројот на вработени. Едно истражување укажува дека во Печуј 4500 луѓе работат во креативната индустрија, што представува 6% од вкупно вработените. Инаку универзитетот во Печуј е основан во 1367 година и е најстариот универзитет во Унгарија. Од друга страна пак, градот умешно знае да ги користи европските фондови. За доосовременување на клиничкиот центар, градот добил од фондовите и вложил 39 милиони евра. Или со над 31 милиони евра, општината изградила канализација и мрежа за снабдување со вода за пиење долга 254 километри.
Централното градско подрачје било комплетно обновено со целосна реконструкција на градскиот плоштад и соседните пешачки улици со европски фонд од 24 милиони евра. И не може се да се каже, но Печуј треба да се посети да се видат сите знаменитости во него. Печујските ракавици се надалеку познати, произведени од најфина кожа, се дел од колекциите на светските брендови. Се произведуваат во семени манифактури, а ги носат од актери и музички звезди до англиското кралско семејство. Од Печуј вратете се со еден пар фини ракавици, но никако без да го пробате тамошното пиво, бидејќи е специфично. Така велат и домаќините. Неговата посебност е во тоа што е непроцедено. Во општината, во кабинетот на градоначалникот на Печуј, разговараме со таткото на градот, господинот Жолт Пава. Mr. Pava, this is your second mandate as a mayor of Peć. You were leading the city in the 90s when Hungary wasn't a European member country. Now today Hungary is a European Union membership. If you compare these two periods, what can you say about that? In the 90s, it was a very interesting, very adventurous situation for Hungary because we were just after the transition. So in that time, the most important duty for all community everywhere in Hungary, including Pécs as well, that how a city can get that kind of skills and experiences, which in this new situation very essential. In other words, in the conditions of a market-oriented economy, how a city can be governed in these new circumstances. Pécs was relatively successful because all kind of transitions which was necessary to reorganize our administration, the city hall itself, the operation of the city authorities, the operation of the city companies, the local transportation, central heating, etc., etc. So we could do it quite well, in my view. I consider this situation as a successful one. But on the other hand, it was not a lucky case in terms of the local economy, because that was the time when we had lost our industry, mining, mostly coal mine and uranium mines were closed. And I have to say that Pécs in this more than 20 years could not recover from this very strong hit, which was a very, very strong and a very, very bad influence for the local economy. Comparing the two situations, it is very, very clear that in terms of the revenues which a city can get, this time is much better because the tenders which are published mostly month by month or year by year give us a very, 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 very wide and a very, very, very colorful structure. Almost every field of our life, from the social welfare until the economical development, there are tenders submitted by the government where a city like Pécs is able to compete. It doesn't mean an automatic reaction, of course, that when we have a tender for X or for Z kind of orientation, that we can win, but there is a good hope that generally, altogether, by the end of a year, we can get rather high revenues from the tenders. If you have to give a mark, where is Pécs in terms of use of EU funds within Hungary? I mean, how big is the amount of, how big is the percent of the using EU funds? If there is a scale from 1 to 10, I would give 7.5 or something like that for Pécs, so three quarter what we could utilize so far of the 100% possibility. So you have a high efficiency rate? Yes, yes. We in Pécs I think we have.
And if you would ask why, we could set up a very fine and a very good model in terms of how those people who are experts, who have the very good experience in the EU issues, so we could collect them after the Capital of Culture season. So those group of the City Hall, that branch of the City Hall which was responsible for this whole project, we keep them. So we kept them, this whole group, together in order to be involved in the later European Union issues. So these people are watching the tenders, they make the draft of the tenders, they do the follow-up of the whole project, they implement the project, and finally they give the report towards the EU how the project was made. So it's a very, very complex and a very, very well equipped group of people, about 21 people we have in this branch, and they do daily basis this kind of operation. Could you please give us some specific details about other projects? I mean numbers about the amounts of the EU funds that you used? Well, I'm not able to say a real figure, but I would say that hundreds of projects we could do in the last 11 years. Pécs and Hungary was joined to the EU in 2004. So really many hundreds of projects we could make. And the figure, only the single issue, which was the European Capital of Culture, it was 22 billion forints, what I have to transfer to Europe, because I'm not in the moment able to do it, but later I will tell it to you. So it was a very huge project, but many billions, many millions of euros were utilized in Pécs in this last 11 years. You mentioned the special position of culture in your city. Let me ask you, what is the current position of Pécs on the tourist and cultural map of Europe? The peak year was 2010 in terms of the tourism, of course, because that was the Capital of Culture season. After came a big decline, which was more or less not surprising for us. Then since 2011, bit by bit, slowly, but we are getting out of this trench and we are climbing up. So last year, end of last year was very good, and the first half of this year is really very, very good. And I hope by the end of the year I can say that we could reach the 2010 peak year again in 2015. This is my expectation. So we have many tourists, but I'm not satisfied because okay, Pécs on the map somehow, but this mark which is Pécs on the map is only a little point in this moment. We have to make a bit larger this indication on the map. So our efforts are also focusing how to invite more tourists and more interest for city of Pécs. You could see so far Pécs is a very attractive, nice town. We have many monuments from the very ancient Roman times. We are on the list of the World Heritage because of the early Christian monuments what we do have from that time. We have many sites, cathedral, old university, the city walls, cultural institutes, museums. So there are many sites in Pécs, and we hope that more and more people can discover this city for themselves. Could you tell us, please, how much attention is being given to the development of the culture and cultural projects? Yes, culture is a very important component of the life of city of Pécs. It's a long traditional approach, so it's not a very new approach from the politics, how the culture is to be involved. We have many institutes. We have a National Theatre of 3 departments, drama, opera and ballet. We have a very high quality symphonic orchestra, the Pannon Philharmonic Orchestra. We have many museums. We have about 15 museums, different kind of collections which are exhibited around Pécs.
We also have what I have mentioned to you, but I have to repeat it again. We have an excellent, nice cultural quarter based on the former Zsolnai pottery. We have the Kodály Symphonic Orchestra Hall, which is a very high quality modern building, which has been rewarded by different institutes, by different honors, because it's a very nice and very modern, very good quality building. So I have to say that the culture is a very, very decisive element in the life of Pécs, in the daily life of Pécs. За да блесне во сиот свој сјај како европска културна престолнина во 2010-та, во Печуј се реализирани 5 големи инвестициски проекти, за кои Брисел одвоил 120 милиони евра. Значајни суми биле наменети и за големиот број културни активности. Градот понудил програма со околу 5000 настани. Денес во регионот на Печуј има 50 музеи, 35 галерии и 100 аматерски театри. Мултикултурен, мал, но сепак огромен во почитување на различностите. Тоа е Печуј, град со историја долга 2000 години. Бил основан од римјаните во почетокот на вториот век, во област населена со келти и панонски племиња. Од 4-тиот век станал главен град на провинцијата Валерија и значајно христијански центар. Печуј од секогаш бил мултикултурен град на разни културни слоеви, украсен со различни вредности. Унгарци, хрвати, германци, ерменци, срби уште живеат во мир, заедно во економскиот и културниот поларитет. Се чини сосема реално е неговото мото дека е град без граници. Од келтите преку римјаните до Отоманската империја, секој овде оставил свој белег достоен за почит. Тогаш не случајно градот во 1998 година е награден од УНЕСКО за мир и одржување на културите на малцинствата. Уникатна е ранохристијанската некропола во овој град, заштитена од УНЕСКО како светско наследство. Потекнува од 4-тиот век и е најголема гробница откриена надвор од Италија. Во Печуј е видлива турската архитектура, како на ниедно друго место во Унгарија. По турска окупација градот радикално се сменил, а на познатата џамија Гази Касим се уште се видливи полумесечината и крстот. Спроти нејзе католичка катедрала, малку подоле пак синагога. Сето ова одржано до денес, бидејќи се почитуваат различностите. Дека се вложува во културата и дека таа е традиција овде, говори податокот дека во регионот на Печуј има 100 аматерски театри, но покрај националниот професионален, обстојува и хрватскиот театар. Може да се изнашетате и да навлезете длабоко во историјата, бидејќи во малиот голем Печуј има 50 музеи. Меѓу историските се наоѓа и музеот за керамика од семејството Зsolnai, со 600 парчиња уникатна керамика. Користеле специфичен минерал еозин за изработка на нивната керамика. Печуј е неверојатен спој на традицијата, на историјата и на сегашноста, која е свртена кон иднината. Сето тоа е испреплетено во Печуј на некој особен начин. До пред 20 години овие оџаци зад мене чаделе, а во печките долу се произведувале квалитетни порцелани керамика, далеку прочуени под марката Zsolnai. Фабриката умира во текот на транзицијата, а пред 5 години е реконструирана и адаптирана во простор за изложби, забава, едукација и други културни настани. Ја користат и студентите од Универзитетот во Печуј. Благодарение на Европската Унија, старата фабрика денес е културен, креативен центар кој заслужува внимателно да го разгледаме.
Во културниот кварт на Печуј, Жолна и центарот, разговараме со одговорниот за маркетинг Дамир Расимовиќ. Господин Расимовиќ, кажете ни нешто повеќе за Жолна и културниот кварт во Печуј. Srdačno pozdravljam sve gledaoce televizije. Hvala vam što ste ovdje kod nas u Žolnoj kulturnoj četvrti. Jako je dobro pitanje kako je sve nastalo. Sve je nastalo 2011. godine kada je četvrt ili kulturni kvart, Žolnevi kulturni kvart izgrađen kao restauracija starog kompleksa stare fabrike Žolnaj, koja datira još od 1853. godine. Kompletna površina svog Žolnevog kulturnog kvarta je 6 hektara, od toga je 4,5-5 hektara ostala Žolneva kulturna četvrt, a fabrika, jedan deo Žolneve fabrike porcelana i keramike je ostala na području koji se nalazi iza nas na 2 hektara. Nastao je kao pomoć Evropske unije i 85% finansiranja je bilo od strane Evropske unije tog projekta. Čitav projekat je iznosio 36 miliona evra. Znači 85% je platila Evropska unija, a 15% je platio grad Pečuj i mađarska vlada i država. Tako je bilo finansiranje. Зошто е изграден Жолна и културниот комплекс? За што служи денеска? Danas Žolneva kulturni kompleks, kulturni kvart služi kao kulturna simbioza, kao i fakultet, kao i kulturna četvrt, kao i izložbena mesta, kao i muzeji, kao i pozorište. U stvari to je jedan, možemo reći, kulturni grad u malom. To je jedan mali grad u jednom malo većem gradu u Pečuju. Imamo 5 izložbenih mjesta koje su vezane baš za izložbe porcelana i keramike. Imamo pozorište, lutkarsko pozorište Bobito i lutkarski muzej. Imamo planetarij koji ovdje sada iza nas kupola će se vidjeti. Imamo najveću pečušku galeriju, to je prava moderna savremena galerija. Ovdje ovaj sav prostor koji vidite ovdje, ovo je 1000 kvadratnih metara galerije. Imamo kulturni centar poseban koji se zove E78. Imamo ulicu pokazni obrtni dućana, radnji, i imamo fakultet. Kad kažem fakultet, imamo odsek za sociologiju i za komunikaciju, za medije, imamo za primarne umjetnosti, za muziku i za slikarstvo također ovdje fakultet, a iza kada se pređe preko mosta ima i fakultet za umjetnost i fakultetsko pozorište također veliko koje se zove Janos Pannonius. Имате ли бројки колку посетители годишно го посетуваат Жолни културниот кварт? Ima evropski natječaj, evropski konkurs koji je zahtevao, prva ta faza, prva etapa tog konkursa ide na 10 godina, što znači da se 10 godina ne smije mijenjati ova struktura četvrti, ove kulturnog kvarta, tako da imamo normu koju moramo svake godine ispostavimo. To znači da moramo imati oko 250.000 posetilaca ovdje u Žolnevoj kulturnoj četvrti, a mi smo već prošle godine uspjeli da premašimo taj broj, tako da imamo, možemo reći da je prošle godine bilo blizu 280.000 posetilaca. To znači oni koji su kupili ulaznice za programe, za festivale, budući da mi ovdje imamo i festivale, jako dosta programa za mlade, tako da imali smo preko 280.000 plaćenih ulaznica samo ovdje u Žolnevoj kulturnoj četvrti. Може ли ми кажете некое познато име на уметник или на артист кој настапувал, односно кој имал изложба овде, или najpoznatото ime što privleklo turisti i posjetitelji vo Žolna i centar? Ovdje imamo više platformi, kad kažem kulturni platformi, koje privlače različite strukture posjetilaca. Imamo, recimo sad nam se bliži Magareće uši, tako se zove, najveći festival za decu i za porodice, ili kako god želite. Tako, recimo tu imamo jako najpoznatije mađarske umetnike koji dolaze, recimo Paja Beja ili najpoznatiji mađarski interpretatori za decu, ali recimo imamo Žolne festival koji je prvenstveno namijenjen studentima i mladima i porodicama. Recimo tu su nastupali recimo Stereo MCs, onda francuski Anevo i tako jako dosta poznatih mladih koncertnih izvođača. Od poznatih umetnika i galerija, recimo sad baš imamo izložbu sa Hrvatskom, imamo saradnju koja će baš ovdje biti u galeriji M21 sa zagrebačkom Ulupuh udrugom, to je likovnih umetnika iz Zagreba, i najpoznatiji recimo industrijski umetnici će baš sada izlažu ovdje. Како во ниту еден друг унгарски град, во Печуј денес е видлива турската архитектура. Мултикултурализмот е последица на богатата историја. Во 1998 е награден од УНЕСКО за мир и одржување на културата на малцинствата.
Денес Печуј има околу 150.000 жители. Најголемиот број од нив се унгарци, но има и германци, срби и хрвати. Во 2007-та бил трет, а во 2008-та втор во категоријата до 200.000 жители како најпријатен град за живење. Во оваа шареноликост на народи и култури најдовме и нашинци. Разговараме со Таџедин Шабани, македонски албанец. Господине Шабани, колку години сте во Печуј? Најпрво добар ден на сите ваши гледатели. Јас сум тука веќе 15 години, од средина на 99-та. Со што се занимавате, како живеете? Па, како и многу луѓе од Македонија, имаме една слаткара и така. Како ве донесе животот во Унгарија? Зошто токму Унгарија ја одбравте како ваша дестинација за бизнис? Прво дојдов во посета кај овие мои роднини овде и при прошетка кон градот ми се допадна, убав град. Луѓето не се така, барем така изгледаат, не, од надвор, не се агресивни, нема вика, нема галама, како што можете и сами да видите, мирно, да. Има ли повеќе туристи сега од како Унгарија стана земја членка на Унијата? Повеќе. Претежно немци се, австрици, има и италијани од Холандија, од Голема Британија, од сите овие европски држави. Што правите во слободно време, освен што работите? Има ли културна понуда, доволно културни настани? Шетате ли негде? Па, културна понуда има доста, бидејќи ова е стар град, има ателјеи кои сака да и така изложби, музеи, полно има, да. И релаксација, малку спортски неки активности, ракомет, тенис и така. Се на се, членството во Европската Унија е позитивно за Унгарија? Каков е вашата проценка? Мојата проценка е дека е позитивна. И овие луѓе што зборуваат, што доаѓаат кај мене на сладолед и така, мислам дека е позитивна. Оваа модерна зграда зад мене е Кодали центарот во Печуј. Изградена во декември 2010-та, има концертна и конференциска сала, главен аудиториум и 7 помали простории. Го носи името на славниот унгарски композитор Золтан Кодали, кој творел во минатиот век. За изградба на зградата се потрошени околу 27 милиони евра, од кои 20 милиони од европските инвестициски фондови. Изградена е на локација која порано била еден од најзапуштените делови во Печуј. Денес е објект со кој сите жители на овој град се гордеат. Во холот на новиот модерен Кодали центар во Печуј разговараме со господинот Питер Мерза, одговорен за развој на градот во Печуј. Mr. Merza, you're in charge for the EU funds in Peć. Could you please give us some details about specific projects, starting with Kodali Center, new modern building? Where are we now? Yes. So Peć was the European Capital of Culture in 2010, and we received a lot of money from the European Union to make the city prepared for the title. And we received about 140 million euros for the development of the city infrastructure, cultural infrastructure, public squares and parks, to renovate all the traditional buildings and traditional sites, for example the Zsolnai culture quota, and to build a new infrastructure that was said that's needed for a successful cultural capital period. And for example, this Kodai Center was built from European money because we said that we need a center like this in order to become a successful European capital of culture. We have built a new regional library, a knowledge center, because we also said that that facility is needed for the successful cultural function and cultural year. And we renovated a lot of squares and parks in the city. How long did the reconstruction last? Well, actually we had to prepare a European application, a project itself. It took about 1.5 years. For that project we had to prepare the studies, we had to prepare the physical plans, the architectural plans of the building. We had a contest to select the architect. It was an international competition, and about 1.5 years, it took about 2 years for the preparation of the construction. The construction began in 2009 and it was finished in 2010 December.
So altogether about, let's say, 1.5 years. Does the Kodali Center has some collaboration with Zolnay Center? Yes, we have a company owned by the city. It's called Zsolnai Heritage Management Company, and they operate the Kodai Center as well, the Zsolnai Culture Quarter as well, the UNESCO World Heritage Site as well. So that is the cultural management company of the city, and they operate the building and they organize the events in the building. Еден од атрактивните објекти во Печу е и Kodali центарот, веќе го посетивме. Кога се споредува Zsolnay центарот и Kodali центарот, кој е поатрактивен за гостите? I podjednako vole jedni i drugi. Kodaj centar je najveća koncertna i konferencijska dvorana u ovom čitom regionu i jedna od najlepših, usuđujem se reći najlepša možda u Mađarskoj, sa najboljom akustikom. Poseban sloj, posebna jedna grupacija ljudi ide u centar Kodaj, koji su striktno vezani uz klasičnu muziku i uz recimo možda savremenu i u jazz. Oni imaju svoj poseban resort, a mi ovdje imamo recimo posebne svoje posjetioce. Ovdje je nama sve vezano uz decu, uz porodice i studente. Tako da bi ja to podijelio, ovdje više centar Kodaj klasična muzika i pravi sladokusti za muziku, klasičnu i jazz, a ovdje su ovako više neki novi kulturni, eksperimentalni nivoi, ne znam. What are the main events in Peć in this period? I'm speaking about the cultural program. In a year? Yes, in 2015. So practically the cultural year has two strong periods, that is the spring and the autumn. During the spring we have the Peć Spring Festival, for example, and we have all the festivals related to the spring, when life starts again. And during the autumn period, we have the Peć Days, the Zsolnai Festival, and all the festival that's related to the city, because the 1st of September is the day of the city. That is the foundation day of the university, and September and October is always full of programs. The summer is a bit different, because, for example, in this building, each summer we have a 4-week yearly maintenance, I would say, period when it's closed. It's always in July. What can you say about the interest of the people about culture events in Pécs? It's much better than we have expected. When we have events in the Kodai Center, it's full house all the time, practically. All the time, really, full. So it's a huge success that I wouldn't say it's impossible to buy a ticket for a concert, but it's very difficult to get tickets. So you have to decide very early that I want to go there because it's sold. Што значи за Печу и за Zsolnay центарот членството на Унгарија во Европската унија? Колку е тоа битно? Да не беа европските фондови, немаше да биде овој Zsolnay културен центар на ваков. Задржани се гледам фабричките оđаци онакви какви што биле на времето. Pa ja bih rekao da sve znači u kulturnom smislu, da nije bilo Pečua kao Evropske predstavnice kulture 2010. Mnogo toga se ne bi desilo u gradu, a to bi bila velika šteta. Fabrika je isto jako lošem stanju bila, ovo je baš u razrušenom stanju bila. Ovo je jedna predivna restauracija cijelog koncepta, tako da se sve vidi ovdje kako sada. Ne možete vi, imamo jednu foto izložbu pre i posle kako je izgledalo, ona jako dobro prikazuje šta je bilo pre, a šta posle, tako da ja bih rekao bez Evropske unije 80% toga se ne bi moglo ostvariti što vidite sada ovdje, tako da je to velika pomoć bila. Spas, kulturni spas za grad. Jer ovo je grad koji ima najveću, ja bih rekao, kulturno-istorijsku baštinu u ovom dijelu Mađarske i jako je usko vezan uz Balkan. Ovdje su jako jedno izvesno vrijeme bili Turci, Slaveni, južno Slaveni su ovdje jako zastupljeni kao nacionalna manjina i ovo je neki most, recimo, prema Balkanu, ja bih rekao, baš Peču. Двата културни објекти ги поврзува и тоа што се изградени со европски пари. Кои се плановите за во иднина на Zsolnay центарот и на Kodali центарот? Što se planira, proširivanje ili nadgradvanje? Proširivanje ne vjerujem da će se biti zato što su ti evropski konkursi, natječaji bili da 10 godina se Zsolnajeva kulturna četvrt ne smije dirati, ni u kakvom kontekstu. Nakon 10 godina moguće da će biti nekih promjena. Mi sada gledamo samo da proširimo naš kulturni program, da što šareniji bude, da što više ljudi saznaju za Zsolnajevu kulturnu četvrt i za Peču. Meni je to usko povezano. Ja kad kažem volim da posjetioci uvijek dođu da vide Peču, Kodaj je centar Zsolnajevu kulturnu četvrt jer je sve ovo Peču. Ovo je jedan novi kulturni Peču.
Од тој аспект, поради културното минато и поради историјата на Печу, и што би издвоиле како најатрактивно за македонската публика? Зошто би го посетиле Печу и Жолна и центарот? Pa ne bi mogao toliko toga da i sve bi rekao bi sve. Imate predivan centar, imate džamiju, Gazi Kasimovu džamiju, to je jedinstveni model i crkva je, a i džamija, to trebate da vidite, imate krst i polumesec na zgradi i upražnjava i funkciju džamiju crkve. Imate staro hrišćanske nadgrobne spomenike, celu Septikoru, zbog toga je Peču postao predstavnica kulture, to je recimo iz 4. veka nadgrobni spomenici, to je predivno, to trebate da vidite. Stari deo grada, onda katedralu sa 4 kule, Prinčev park, Kraljevsku ulicu, onda ovdje kad dođete, kad spustite, onda imate centar Koda, imate Žulnevu kulturnu četvrt, pa sve. Jedna ovako šaren grad, šaren i mediteranski grad. Благодарам многу за овој разговор. Hvala vama. What are the main challenges for your town or for Peć? I think the biggest problem could be that the infrastructure is not very developed here. There are a lot of very good grammar schools here, and I think it's a great challenge that we can afford it, that we spend a lot of time to the education, for the education, and I think this is the most important challenge of Peć. I think to bring more tourists to Peć. We're from Austria and we love coming here. It's a beautiful city, so more people from Macedonia should come. Is the cultural offer better after 2010? Well, I think so, yeah, because in 2013 Peć was the cultural center of Europe. Yeah, I think they got, like, with this huge amount of money, they got a lot of chances to build up the museums and make everything nice. I think it is, because I was here last 20 years ago and it changed so much. Just the Žolna i Nedjelj is really interesting and cool to see. What can you say about Zoltaj and Kodali Center? Yes, these two are the most important new things about 2010, after 2010. If you want to have a nice night, just go there and have fun. It's a brand new concert hall with modern equipment and new audio capabilities. So it's a great place to listen to music. Apart the centers, what else can be constructed with EU funding? Yes. Okay. Thank you. I think we can spend a lot of money for the infrastructure here in Peć. Honestly, I don't know. I don't know the answer to that. Nothing more at this point. We need a swimming pool. We don't have a real good swimming pool. Оваа црква во средниот век под турско беше џамијата на Касим Гази. Денес е веројатно единствениот духовен храм на кој може да се видат крстот и полумесечината заедно. Освен по шареноликоста на религии и култури, Печуј е уникатен и по најстариот универзитет во Унгарија, на кој најпознат е медицинскиот факултет. Некогаш рударски град, денес со значителна помош на Европската Унија е културна престолнина на Унгарија и место кое е успешно, но во исто време опуштено, ја пишува новата европска историја. Довидување на следната станица од ЕУ Карванот низ новите земји членки.